Неговиот авторски материјал, инспирацијата на неговото искуство, класичната музика преточена со гитара, го искажува мислењето, емоциите. Познатиот гитарист Кристијан Волчев, препознатлив по уникатниот звук од неговата гитара, зад себе успех до успех. Своје 10-годишно искуство, од кое со свој авторски бенд и многу концерти и настапи, денес со свој бенд Греј и со своја алтернативна музика. Пред 4 години со свој соло проект наречен Синестезија. Па колку класичната музика е прифатена кај нас? Па во Македонија, се ако би споредувал, има одредени држави кај што можеби класичната гитара конкретно е малце популарна, но пример има и земји кај што воопшто не е популарна. Али генерално тие што сакаат да свират гитара генерално почнуваат со класична гитара. Може да кажам дека не е нешто многу популарна и во светот и кај нас се уште има, мислам, премногу луѓе што се наоѓаат пример во година во класа да има 3-4 студенти пример што студираат класична гитара. Така да релативно. Волчев се наоѓа моментално во Малта, каде ги полни батериите за своите идни проекти, кои се надева дека наскоро ќе ги реализира. Па дали во Малта може да се гради музичка кариера? Тука доминира електронска музика и хип-хоп. Пола милион се, така да не, но има многу полесно може да се стигне до луѓе кои што, нели, што би рекле, контакти може да се изградат повеќе. Но не знам, сега моментално поради ковидов некако работите за никого не функционира. Така да ќе си почекаме малце ова се да заврши, па потоа може ќе се има многу настани овде, тоа е добро што има премногу настани, летно време, има фестивали, има простор пример за мојата музика да се случат многу настани, но полека. Сега е најлош период реално за да се иде во тој правец, нели? Како и секој уметник, сака да си остави свој печат. Секогаш сум имал амбиција да компонирам, бидејќи тоа има поголема вредност од само тоа да бидеш инструменталист. Мојата мисија е да се создаде некоја музика што е автентична лично за мене, или доколку сум во бенд да има автентичен звук, изјавува Волчев. Кои се неговите идни планови? Соло албумот, реално имаше планови, но во моментот кога го извадив албумот, после 3 недели значи промоцијата на Синестезија, на соло албумот, беше во февруари 21 претходнава година. После 3 недели почна пандемија, што така не се погоди баш, но не е само за мене, нели, за секој музичар во светот. Така да имав некои планови што така требаше пак време и работа. Сега мислам дека тоа не многу тешко да се изведе некаков настап, концерт, бидејќи музиката со класичната гитара сака да се перформансот да е во сала, акустична сала, не може да е негде на отворени места, зашто е премногу динамична музика. Ако е многу галама, луѓе зборат не е некако за такви ситуации, нели? Сега фокусиран сум, спомнам дека имам бенд, втор албум со бендот.